Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив. Еве полека дојдесмо до јубилејну 200-ту емисију за Куманово. Скоро 5 години заедно с камермана Небојшо Кипријановскога правиме овој проекат, каде што гостував наши кумановци и изборив за успешно минато на наш град. Куманово е град с богата историја, а преко нини сведоштва покушавамо да ga доловимо тој време кое е било стварно многу интересантно и убаво за многу генерации на кумановци и кумановки. У јубилејну 200-ту емисију денеска имам час да ga представам. Наш и ваш гост ќе биде професор Стојан Тасовски. Професоре, здраво живо, како сте? Да. Благодарам. Еве на почеток и вас ќе ве прашам. Ви сте роден далечно 1936 годину. Да, во село Довезенце. Имате скоро 88,5 години. Да. Кажете ташто куде сте родени и малку да ни опишете за ваше детство. Благодарам. Па јас сум роден 21.1.36 година во Довезенце. Во рану младост останувам без еден родител. Татко ми се е починал на 38 година во август, а мајка ми 41 се е премажила за друго. И јас сум со Чичковци бил. Основно образование го завршив во моето село тамо. И првото воспитување го добив од моите родители, драгиот учител Среќко Поповски. Од него научивме латиница, значи и една прива, он закачуе ни на таблу карту на Југославија тој време и ни вика има физичка граница и етничка. По етничка граница, значи по физичка сме тука, ми е Македонија, меѓутоа вика има етничка, Македонија е поделена 1913 година, има еден дел у Пиринска Македонија, еден дел у Егејска доле, поголем, и овај денешен дел ми сме ту Вардарски дол. И нешто има и у Албанија. Јас вика, сега ќе мора да ве напуштам, треба да идем во Бугарија, Пиринска Македонија, да ги учим македончина. Тоа е било 48 година, или 47 тука те. Искрено да кажам, сви се расплакавме, не сакавме да отиде, али и така. После дојде друг и тоа. Професоре, око да те прашам, сега после толку години, пошто ga ти памтиш учителя Среќко? Какав е бил он педагог? Он е бил сам факт што се расплакавме сите деца меѓу кои и јас, беше многу јак, многу практичен и многу научивме од него. И да ви кажем искрено, на тој професор и уште еден од средно училиште, ќе го спомнам покасно, покушав како професор да ги имитирам. Тие ми тако оставија добар утисак да се што се каже да има практична задача, значи да не се многу филозофира и така натаму. Од прошли си низ рат, памтиш ga тој период, каде почнава Друга светска војна, ти си имае 5 години, скоро 6. Да. И сеќа се многу на тие моменти каде бие Други светски рат, па еве овој прилику да ни опишеш како е се тој било. Па вака, сеќам се, према стари кажује, кога е бомбардирано на 6 април 1941 година. Према тоа што збориме, летриште е било тука у Куманово. После негде у април месец, подсеќам се, искачам од Будине баба ми тамо и гледам Чичко ми врзан за директ. И ја трчим кај него, меѓутоа
jedan vojnik me turna i ovde kad ja se rasrčam na kamen nekoj padna, krv počna da mi teče od nosi, onakav, počna da plače baba mi i ja si i ušte trupa. Значи бугарски војник тебе те гурнае. Бугарни војник ме и го земава конјот со чезата, нали, од тука. Интересантно, кога се враќа после известно време, не се сеќам колку, конјот дојде кај нас сам и доведе уште една кобила биба, бела како сак се вика, беше таа од Татомир. Се ождрби тука и дојдева и чичкото, пошто не е, ја му врати кобилата на тој од Татомир, мислим беше, а ждребето го задржав, мислим така беше тоа. Интересантно, туе бие коридор кад су ишле бугари. Туку да, туе у нашите згради, значи тоа е довезенце, ми смо мала дечевци на крај село, на крај меѓу Бургаш и до Јачинце. Добро. И тука коридорот ги беше иде при крај на Јачинцен, Кутлибек право за дело према Скопје надоле. Сега тоа се заврши, кога се враќава, ти реков, значи вртијане тоа. После тоа, док беше тоа бугарски, сеќам се, гледаше се споменик Зебарник. И едно време чичуци вика, Зебарник го бутнале, имаше пукање некој на некој така натаму, тоа. Сега тоа се заврши се. После, кога тие отидова, во нашето село имаше штаб на партизани. И еден ден чичко ми, Душан, и Ванко од селото, не задужи штапот да носимо брашно у манастир Карпуш на партизани, на партизани штаб. Тогаш чичко ми ги натовари конјот со тие бремења со брашно и мене ме стави во понолгон. И отидемо кај Ванка доле у Велчевце, малото, и Ванко му вика, абе Душане, што си повел овој дете? Ако настрадамо ми, немој оно да нас... А чичко ми е бил многу смел човек. Ако не спаси, вика, овој дете ќе не спаси. Него ти, Ванко, има да чутиш, ја командам, а ти, Столе, уста како да немаш. Има да чутиш. И што да се дели. И сега појдовме преко тоа, пред Облавце, патот кај што е, за Суора идемо, и седнамо у Долче тука, и чичко му вика, Ванко, ти ќе чекаш тука, ми ќе поминеме нагоре. Ако не забележив, да гледа да не забележи, имаше патрола немац идеја тука. Ако забележи, ќе седиш тука, ќе видиш како ми ќе поминем. Само поминамо автопатот, што се движи према Куманов Паланка, и двојица на мотор, немци, свирна, зауставио га чичко ми и мене, и да каже, че Чичо објаснуе, вика, дека сме били врве у воденицу, брашно, и идемо си дома. И они се шипко, тук брскнава, видоа дека е брашно. И почна да збори тамо нешто, меѓу прв збор што го чув, киндер. Тоа значи дете било, после научи. Ми отидовме натамо, после тоа дојде и овај промоник кога замина, и Ванко.
Отидевме тамо, оставивме брашно, а нама земамо јабуки и компири од суора, имавме и роѓаци тамо некој. И чичко ме вика, натама ако не фатим, биле сме у воденицу. Ако не фатим, биле сме по компири, па седимо дома. И среќа намо, фино поминамо, така да таа работа е успешно завршивме. Се кажи ми, професоре, за време на рад сви кажуваат дека е била голема сиромаштија и на некој начин неизвестно се им владала меѓу луѓе дали ќе се победи окупатор, али Видите, биле голема сиромаштија, не смо имале, обично имавме храна што произведувавме, али ево, искрено да ви кажам, правил сам се, ми фамилија смо биле голема, 16 луѓе, 8 стари, 8 деца. Правиле смо се болни да не направи чајче од шекер. Не е имало шекер, не е имало нешто така. Значи сиромаштија невидно. Сега, да се вратим малку назад, за време док беа бугарите тоа тука, чичко ми ги на летриште праве аеродром овдека на Аџитепе, да? на тук правеа, а ја и брат ми, постар Сандета од мене 2 години, се гриживме за овце, за стока, све тоа така. Али и уште еден момент забрави, пошто кога се враќа онаго, се разжужува доста, мислим, оставива све што се плячкале по овој, оставива во реката тука и коњите кога дојдова и јас и уште еден Борис најдовме шинел бугарски, нели онака, и капа. И јас с капата да се пофалувам кај чичко ми да ова. А чичко ми като виде тој, зема од мене, тој капната и уфурна, упрдиш го. И ми вика, немој да донасеш ништо, не ми треба. Пошто ми е чутек, ја не сум знал. Да, бугари чутек. И прв пат чичко ми имаше пручено, ме удари позадне, ви, нема више да ми донес, ама чичо викам, сите зимав деца, па ја не сакам ништо да носиш. Тоа е било така, нели, у тоа време. Еве сега да покажемо слику од вашега татка. Еве га ваш татко на слика. Да, татко ми е умрен 38 година на големо Богородице, на 28 август. Млад е умре. Млад е, ја не го памтим, јас сум имал 2 години, значи така да не памтим него. А тој е били во Валјево војник, тамо се беше разболел нешто, што ми пренесе чичко ми и добие од слепо црево. Се разболи и овој док да стигне со оние кола не имал пренос и у Тромеѓе, пошто он е мајка ми од Тромеѓе тука дојде и пред да дојде тука да стигне, он умира. Добие сепсу од слепото црево. Ко се вика е он? Атанас, Тасовски Атанас. Еве се ќе покажемо слику и од вашу мајку. Мајка ми е... Мајка ви овдека ли е? Да. Ова е мајка ми, тај старата тука, а ова е сестра ми. Како се викала мајка? Се викаше Даница. Таа е родена во Калово, а се донесени у Тромеѓу. И од Тромеѓу нејзин роđен брат Петко бил е Шнајдер, па е доаѓал по село Шиве и го забележи, нали,
И својата сестра ја намерил за татка ми. Тоа е така, таа врска, нели? Да. А инаку, Мајка ви после она после мајка ми се преодала. се определе ту близо у Јачинце за сазду Шарапанскога, така се вика, Димитриевски сазда. Тамо е имало уште 3 деца. Едно девојче и 2 мушки, Владо и Живко. За жал се починати. Сестрата Благица е пензионерка, она у Скопје живи здрава. Така ти е тоа. Сега просто што да ве прашам. Како е било кад Македонија е било ослободена од окупатора? Сега... Тоа е битен момент, ако се сеќате, тоа да ни кажете како се... Сега видите, кога се Македонија ослободила окупатора, имаше една голема динамичност кај луѓето. Почнаа да оправуваме патишта, кулуци се држеше, нели онака, едно задоволство имаше големо, така едно олакшање у народ. Да, и олакшање на народ, нели онака. Сега, тоа беше, за жал, малку може да биде пократко. После дојде формирање на овие задруге по колкози тамо, што знам. И тера ги со сила да улегне у колектив. Имаше отпор доста од некои, ми меѓу последните улегувме, нели, и тогаш многу голем дел се упропасти и стоката и онака, пошто имаше, право да кажем, од по-богатите фамилии, нашето село, ми бе осредни, нели, се уништи, фондот се уништи и така натаму, се испосечува дрва, правеа се некои работи и среќа после тие се растурива таја задруга, мислим колектив, и требаше да биде задруга, да се... Јас тогаш бев ученик во Ниже земјоделско. 2 години и тоа од 51 до 62. Кажете ми, кој година доаѓате ви у Куманово? У Куманово ја дојдов 49-50. Тука сам дошол так. И тоа по завршување на училиште, свите деца отидова, а мене, ја само не записан бев. И после пауза 1 година дојдовам и се запишав благодарење на еден Трајко Бурча од Клечевце, односно од Јачинце он, помогна да се запишем у Ниже земјоделско. А куде се учија основно школу се учија у село? У село, да, основно. Па средњу школу? Прво Ниже земјоделско у Куманово. Добро. Па после кога заврши, беше у Лозарово Штар, у тој смер. Еве се оваа слика, кој се дека стави си ги наочаре слободно. Ово е од кој период? Ово е од земјоделското училиште. Колку години си мајето е? Тога сам, али тоа од меканизација. А ова е од Ниже земјоделско. Тога сам имал, па вака, 55-то заврши, значи, тоа е од Ниже земјоделско. 54-та пишува дека. Тоа да, 54-та. Тоа е... Знаеш ли да кажеш некој на сликов дека, колеги, само да го камера пати? Па ово е професор Гојко.
on беше mnogo jako. Ovde kad vidi ima i stari ljudi, ovo je sveto vaspitač. Ovde kad ima i Tripun, ovo je Čičko Tripun, on je od Kočane. Imaše, to je zemljedelje, beva dosta stari ljudi. Imaše u taj smer. A od Kumanovo tu ima neko, ima puno? Ima od Kumanovo, imaše nekoliko od Vezence, jedan. A ovo je gdje je slikan ovo je? Ovo je slikan... Belanovce piše? Ne, ovo je u Belanovce, mislim, slikan. Da, Belanovce piše. Belanovce po trećem, po nekoj brigada ide na to, u 11. oktobri je bila. Dobro. To je. Сега, ти завършuješ tu nižu земеделsku školu. Сега, После? Pa trebаше da idem u Tetovu u srednju, ali rasporedili me da idu u Stracin. I ja skoro otidom u Stracin da tamo imaš jedan čovjek, od kada si bedete, vikam do Vezence, od koji si familije, on gi poznava našите. Nadušanali si, ne vikam, ja se njegov poznao tatka, mi vikam i ja nego znam, mi tako natamo. I vika, ti li ke ni kaješ kako ke odi da učiš i vrati se nazad. I ja se vraćam i dadem jedno pismence od 10 škola, tako bude škola za mehanizacija. Nema više zemljedelska niže. I odi, a ke bude od toj selo Duško Popovsko Stracin, direktor. I evo ti u ovoj pismence, ne se sjećam na čovjekotu, ja isti od den se vraćam i idem kaj njegov, go najdem u kancelariju i mu go davam tom i on mi vika, a stole sakaš li da učiš? Pa sakam, vikam. Сега vika, ke si ideš doma, u jesen ke dojdeš, ke doneseš dokumenti i ke se zapišeš. Сега u školu to, zemljedelsko, to je bilo internatski tip. I imaš od celu Makedoniju, kako što beše niže zemljedelsko, tako i mehanizaciju, od celu Makedoniju su. I imaše, se plaćaše, ali odlični deca, koji su odlični, ne plaća oslobode. I ja pored to nemaše koji moraše da uču i su bili odličan uspeh završi. I školu to me ostavi za praktičan učitelj. Evo сега вие kad samo prosto pokažemo sliku, 52. godina ovo je. To je 52. 52. znači 51. godina škola za mehanizaciju. Dobro. To je prva ta godina. Koji se vdeka na sliku, znaš? Na sliku ovdje, tuka sam, pardon, čekam da pogledam. A ovoj smo u laboratoriji. Da. U laboratoriji, to je od zemljedelsko to još. U laboratoriji, u hemijskoj, evo tu sam ja. Ovo je profesor Pavle, misliće da se vikaš. I tako. I ne Pavle, nego Vučko od Matejče. I vi završujete niže zemljedelsko. Posle idete? Potom idem u školu za mehanizaciju. Ko traži 3 godine. Ne završujem 55. godina. U Kumanovu li? U Kumanovu. Ista ta škola. So odličan uspeh i škola tam me ostavi za praktičan učitelj. I to je bilo 55. A 55. 56. u 1. decembar idu u vojsku. Evo kad si bio vojnik. U vojsku, prvo u Titograd. Evo slika. Da. U Titograd, a potom u Banju Luku.
у авто единица бев. Колко време си служија војско? У војско 2 години. И продолживани, пошто немаше, ја беше у авто единица и немаше кадар, продолживани за месец ден или два или така натаму. И дојдов од војско 58 на 12 месец. Пак исто се работили во училиштето. Ево само моментот, професоре, војте слика исто од војско. Да. Ти си, што си бија у војско? У војско беше вожач. Шофер си бија. Шофер бе. Кажете ми како е било JNA тој време? Право да ви кажа, JNA беше школа. Што значи тоа? Во авто единица у Титоград кој бевме, имаше дури и неписмени деца од село, научила занат. Од Куманово имаше Петрушевски Трајче, Ѓура еден и Бранко со мене. Јас, бидејќи у школа меканизација знаеше, возеше трактор и така, и имаше многу убаво познанство од мотори, а уедно имаше и народна техника. Со нив се работува. Пред да идеме у војско, идеше у тој народно за основа да развива. Имав многу добар професор, инженер Владички, рус, кој предаваше у Скопје и предаваше кај нас мотор. И благодарение на тој професор, мене ми упи многу волју за мотори, за ово и целата работа. Генерално, значи, војска JNA е била школа живота. Школа живота е била. Ред, дисциплина, одговорност. Ред, дисциплина, одговорност е била голема, извршување исто така, значи, полагаше се. У војско кога бемо, 4 месеца бемо, односно 6 месеца у Титоград, тоа е денешна Подгорница. Тамо бевмо 2 месеци, после учивме да од Титоград доби прекоманду во Бања Лука. Сега, овој прилику ми ќе покажеме слику од Бања Лука, каде што имаш еден Кумановец кој бие с тебе, тоа е покојниот адвокат Крстич. Да, Крстич. Ево бе мене, тој сам ја тука. Ово е од Врање и тој е од Врање, а ово е од Козачко село, овој Кумановец е. Али беше тамо многу фин човек. Мислим, Со вие некои после имаје си контакт? С Крстича смо куќи пријатели битнали. Да. Има тој. А овие други не, овие се од Врање биле тие. Не се контактираа с njega? Не се контактираа, само со Крстича, пошто да, пошто не у Куманово со бие. Крстича бемо биднамо куќни пријатели. Добро. Сега, после војско идеш... После војска да се враќам пак во земјоделското училиште, школа за меканизација, али сега и практичен учител и одговорен на машински парк. Имаше голем тука, ја мислим тоа е таа. Ево го. Таа слика, тоа е работилница се тоа, и имаше уште една друга. Ово е у склоп на земјоделско училиште. У склоп на земјоделско училиште. Сега, ја и откако заврши школото, ја остана у земјоделско и остана и у дворот. Мислим, у школата стануеше, затоа што училиштето немаше воду, па направимо од извор горе стављамо овој базен и водата
се разузнуе се по чешме и така тоа беше. Професоре, после што завршуваш, кое образование стекнуваш? Сега, да кажем, за време школа, като имаше школа механизација, првата година останувавме тука. Меѓу втората и третата година идевме по стопанства. Така да ја втората година беше у Падинска скела у Србија, Да. на праксу тамо, нали, испитувавме, например, жетварки имаше тука, па да одредимо кој како колко растура и така те испитување тие машини. А тоа беше втора, третата година беше во Стопанство Клечевце овдека. И во Стопанство Клечевце Бурчета беше директор на тој, али многу способен човек и имаше триер за жито. Триерише му на руке, нали, го. И ја му викам, директором беше така, викам, у школу имамо триери, односно не селектори два. Добимо ги сепарација од Србија ги тамо донесо. Викам, ово е бавно, да, ако сакате да вике да го купите еден. И он се заинтереса, а управляше с трансписију со трактор, големи онак, за селектирање за семенски материјал. И така тој доби, нали, така и ја ми помага тамо да. И он ми понуди, вика, слушај, да идеш да студираш у Нови Сад за земјоделска механизација. И ја викам, добро. А даваше ми плату стипендију, пошто знаеш ли, вика, колко се ни помогнал. С овој триер, с Петко сом зема, селектируваме жито за целу Македонија, а не да идеме во Војводина да купуеме онако. Да. И плату стипендију ќе ти дам да идеш. Ама ја место да иду, имаше још паза едно неделю беше имав роѓаци у Батајница. Да. Тетин ми беше тамо и кај него, ајде да не досадам него, викам ќе отидем до Риеко да се видим с пријателот. Многу бемо за него заедно и отидем кај него, го најдев. И он ми вика, ајде да идемо да полагамо на Вишу поморско. У Риеко. У Риеко. Која година е тој? Тоа е било 59-60. Ома кад се врати од војско. Кад се врати од војско. И ја викам Томо, не ме бива мене тој, некој ќе ти прави друштво. А на истото факултет, да више ВИПШ, полагаше се и за професори, за наставници прв степен на ВИПШ школа. Викам, ти иди тамо, ја ќе иду овдека. И сви улазив и јас влегов тамо. Професорот даде од 8 до 10, даде 10 задачки како пробни и вика, кој положи, после од 10 прави испит почнува. И ја гледам, положи, дали, у тој, и уклучувам се од 10 саат у овој, дури и закаснев малку на првиот изучен, а пуна една голема, преко 100 човека може да имаше полаган. И идемо по други пат и професорот што произведуваше, испит што спроведуваше, прашува, имате ли сите поднесено документи, бидејќи
nekako ne mi se slaže prema ovo tamo. Ja vikam, ja ne sam podneo. A dokumenti u mene beva i mu gi davam. I on gleda što je sve petke. Odličan, onaka. Dojde kaj mene i štiklira jedno, drugo. Ja ga работеше четвърти от задатък. И пети от скоро беше и он завършен. Колко време сте били у Риеко, професоре? У Риеко беше първо 2 години. Добро. За да завърши първа степен. И сега, кога положи да като довадям и се явям къде овога u stopанство, кај Трайка. Той ми вели, јас сак не може да ти дам стипендија и ме упути да барам стипендија од просветна заедница у Куманово. И ја идем кај беше Родна Менкова, началничка на образование тука ова. И тражим стипендии. И таа ми вика, слушай, ние 3 години давамо стипендije за тој, ама наши деца не може да положив. Казуе ми неко попче спомнуе така. Иди ти положи лесно за стипендии. И јас, ама викам началник, ја бев и положи, продадо точак, сек немам пара ни да отиду. И она како стана, синко, немој да се откажувате, ако треба јас од моја плата ќе ви давам, нас ќе ни треба кадар, ќе отварамо техничко училиште и така натаму. И чука на врата, доаѓа Владо Пезовски учител, он беше секретар, земи му податено овдето, замисли, исно положила и вика, има ли паре нешто да му дадемо? И он вика, кога ќе одиш? Викам, во четвртак. А беше понеделник. И она му вика, понеделничките пари, вторнички и среда, по 100 динара. Ке му ги дадемо на детето. А само за повратна карта, сапаше да го донесу, па да не Куманово, Риека 5-6 денара. Било, значи вредност имаш. И ја со тие пари Отише си таму? Отидо и се снајдов. Али ти си паралелно да имаш пари, таму работај како конобар? Да. Сега, претежно Еве слика. работев као конобар. Тоа е у Риеку, ако сте биле према Црквеници, кад сте на Трсат. Тука сам бил конобар. Работеше сабота и недела, а преко зиму работеше у дом за офицери у Риеку. Така, просто сакам да ја прашам, тоа е било 60 години, значи имало ли е туристи на Јадран, пуно се доаѓале? Па имаше пуно туристи. Сега видите, јас за да се снајду, чекајќи докога студентската менза беше расписала конкурс, тражи двојица студенти да работи во 2 сата, било за ручек или вечера, добијав џабе тоа. Добро. Ја така работив 2 месеца. Па после тој се ослободи малку конови, за време летос работеше као конобар и во хотел. Еве слика од 66 година. Да. Тоа е 66-та. Тоа е како директор, како беше на техничко училиште. Сега, значи ти завршуваш го тој у Риеку поново и си доваѓаш у Куманово. И поново се враќам во земјарско во школа за механизација. Таму остануваш. Да. И сега како наставник
по стручни предмети, техника, механика, Добро. технологија и така. И сега, тоа беше 52 година. 61 заврши и работи 1 годину. И у есен, Мисли 62, не 62 у есен, у 11 месец, иду поново у Риеку за втор степен. Добро. Пошто не ме пуштава, нели, немаше ја так... И тамо завршуваш у Риеку сега, у и Риеку, у Куманово се запослуваш куде? у Риеку дипломирав на 26.4.65 година. Добро. И оттамо доаѓам сега, а меѓувремено Шауни Цевин даваше стипендија и за овој за у техничко и одма у техничко идем. Да, еве ми ти покажам слику. А док бемо и ја у техничко доваѓам на први на 1 мај, така, после 1 мај, 5 или 6, и јавljам се у техничко горе, а меѓувремено, пошто ме стипендираше Шавни Цеви за овде, и имавме и стан. И ја викам, слушај, ја имам жена, викам, вереница. Треба ми стан, а Тоша Симоновски, Душко, тие што беа, и вика, ви, ја и Живко, вие сте, вика, на платен список, треба да се верифицира училиштето, јас не беше верифицирано. Добро. И вика, тражи иначе ќе ти изиграм за стан. Ваше има, он на Чулце вика, за вас има обезбедено станови. Стан е бил над апотеку, у центар. Ама тамо дојде друг, не го зима, нешто. И ја викам, беше Бабан, секретар. Викам, Бабан, јас викам, имам верница, не можем, ќе дојдем, али ќе се вратим сега и ќе работам да треба ми стан, викам. Па стан, меѓу време, Живко беше дипломирал 1 месец порано и вика с Микича и у еден стан, сви троица. Па викам, сви троица, што ќе работиме, викам, не доваѓа овде, викам. Ја, викам, чуда, ка има стан овде. Па не, почна е онда, викам, слушај, јас се враќам поново за Риеку, а ево ти адреса и му давам да ми се јави. И он негде около 20 јавља ми, дојде професоре, обезбедено и стан, и да бидеш. И ја тогаш доваѓам, јавljам се овдека, он ми показа стан, решение за стан, се градише за оној, и решение за работа. Ако се слажа, подпиши, ја наравно подписа, служи се, а до тој време, вика, док да биде, можеш у интернат да седим, нели? Сега во која процес? Да. Ти спомна дека со свој супругу сте биле верени. Не, виде, јас спомна тоа искивирав. Немав... Добро. Еве го ваша супруга Јасмина. Тоа е 68 со јас. Ви сте се венчале? Да, у децембар месец. Тоа е од моментот на венчање, мислим, да. Свадба не сме бил како регистрација. Регистрација. Тој е бие кум стареко. Ово е друго, ово е татково, ово мајкаво. Или така, ти смо биле така.
Сега во кој? Во техничку школу, за брзо време може да кажа, ви бинуете директор. Да, па ја дојдов, значи, од 1. мај, али од 1.10. биднав директор, бидејќи директор тој што беше Маки, он отиде за инспектор, он беше електроинженер, први електроинженер за Скопје и школата останаа поново. И распишував конкурс. Ја прво не сакаше да бидем, затоа што сакаше да се учам, мислам, оно. И Тошо Симоновски, он беше наставник, и Душко ме убедува, вика, слушај, ја викам ке прифату да бидов директор, ама и да држу и наставу, у границе на можности. И па вика још поубаво. И така јас биднав директор од 1.10. а Маки напушти на 1. септембар. Тошо беше... Од кој до кој година се бие директор? Директор бев од 65-та до 69-та. Добро, пошто дека гледам има некоја слика, метален центар Наце Буѓони Куманово, матуранти. Матуранти. Тие са на матуранти, тој е 67-ма. Матуранти. Овде пишува 77-ма. А? Овдека пишува 77-ма. Состанок 77-ма. Не, состанок 77-ма, а 67-ма е тоа. Добро. Сега види, напуштив директор, требаше да одам за Скопје у ЗАО за школство. Меѓутоа, мој колега, што Живко Вујевски, што смо нераздвоени другари од факултет, има го слика тој негде, он заедно работемо, он отиде за Београд. Ама пошто го излажа, не доби стан и он се враќа поново за Скопје. Жена му работеше, напушти све, нали? И ја викам, Живко, ево ти иди на моје место, па после ќе дојду ја. И ја така останав, а меѓувремено и другарка ми се запослуе во Макпетер во Скопје испостава и сега баба ми сама треба да остане, а искрено речено не ми даваше понос да остави сама жена, пошто Јасмина е, да не зборувам тоа друго работ, она и фамилијата на Јасминов, тоа е била навистина една многу педантна, една многу учена жена. Бабата грчки има завршено у Солун, он е иначе од Гевгелију. И многу ми помогна и после со деца и така натаму. Фактички, ти не идеш у Скопје, тако ли? Да, и не иду во Скопје, остану и продолжу, али не теја да биду поново да биду директор. Не остануваш у школу? Затоа што останува у школу за професор, посвети се на дечињата и друго, меѓувреме записа на постдипломски, металографија на Скопски факултет. Ослушав, али не дипломирав, ради тоа не мога да најду спонзор. Требаше многу да се... Фактички цел работа век се бие у техничко. Све у техничко, до пензионирање, до 1. април 2001 година. Сега, професор, ви прво ми ќе покажемо и слики од твој живот, од друштво, кад си седеја. Ево, оваа слика ќе почнеме овдека. Ова е некоја седенка. Куде е ова? Стави си ги научи слободно. Ова е прв роѓен ден на синот. Ово е Мира
Кума ми е, нејзинот маш, ова е крстич адвокат и Надица, жена му, Надица, професор. да. Тоа е у мој стан, дома. Dobro. To je bilo nekoja sedenka i Тоа е било rođendan na 70 Александра ли? Не, Атанас. Atanas. На Атанас е тоа вера. Dobro. Evo druga slika. Ова е втор роđен ден. Овде е доктор Гудулац Бране. Da. Он ми е старејко, тоа му е жена му. Овие се негови две деца. Овде сам ја, ево га Ате сега тука. И ево овдека е деда, баба и Живко. Тој е мој колега. Он испод мене стануе што смо Da. што отиде на A моје ko vi je место. bio kum? Кум е бил Мира и Наскумски Љупчо. Архитекта у Куманово. Dobro. Тоа са мои Gudulac je bio poznata familija, to znamo Гудулац, svite. да. Сега ovo je Vranjska banja. Тоа е Вранјска бања, имавме друштво, значи, и бемо на посета, тој, значи, младинско друштво, организација, стануеше во тука. Тој сме у Вранјску бању на Ne nekoj družbo. на излете, да. Сега ovo je priliku prostora da ni kažete, a što ovu sliku da го покажемо. Vruća voda, maturska večer, 68 godina. Тоа е 68 година матурска вечер. Ова е Зорица професорка, а ово е Миле војно лице беше тој тука и јас. 68 е тоа било. Evo je ovdjeka, druga slika ovaj. Ово смо на екскурзија со ученици. Тоа е кроз Југославија, не знам кај се, на кое место. Да, тоа не пише. Ништо не. Evo сега ova slika je interesantna. Ovo se ti volja na tebe. To sad ще да те прашам у контекст на овој слику, кои се ти биле најбољи другари? Веројатно овие су на слику. Па види, овдека на слику и јас сам, ова е професор беше у осмолетку беше едната тука. Ова е исто, заборавам име како се он у гимназија работеше. А ова е овдека, он е у Завод за запослување. Кире беше дреер. А овие други кои се негде? Молим? Овие други кои се на сликото? Па на тие сега не се сеќам тие. Има тој општо. Ово е било некоја седенка веројатно у Кристал. Да, тоа у Кристал е било. Тоа е било традиција да си бил у Кристал. Да, така у Кристал беше. Еве сега имамо нову фотографiju. Ово се ти исто некое друштво? Не, тоа е друштво од факултет. Добро. И бевме на формирање бригада за да идемо на автопат. Радна акција? Да, тоа е на остров Брач. На островот Брач. Брач. И оттамо идевме, бевме на автопат на Братство единство у Грдалицу и бевме на Табановце, Миладиновце, два пати сам бил на акција. Ево дека некој слика с автобус позади. Ова е, тој се возрастни, имаше спремање на кадри
odnosno работничи ги припремаше тоа за интерну квалификација. Добро. Сега, ја благодарение со тоа ги префрлимо да биде преко школа све да иде, а земав поотвори во школата, отвори за КВ и ВКВ по Терк на Трстеник, тамо беше колега мој што Прва петолетка. Да, прва петолетка, па ја земев овие планови, тој е преведен и со Ивановски кадар работеше ушавни цеви. Добро. Да сите тие не бидев, него да бидев преко школото. Дел од тие возрастните, па сме биле на едно искрено, не знам, тука било до Београд ли бемо, екскурзија беше. Само на кратко и овој е слика од Париз. Сега види вака. Таа е од Париз, 62, кад завземе прв степен, па бидна настан куде Чичо Антонио. Карши мене тука на 88, постанар. А он ти е бил, завршил трговску академию у Париз. И нешто зазборимо, вика Столе, види пари, ако не си видел пари, како да не си видел цел свет. А јас имав една добра фамилија, како конобар што работев, од Австрија. И меѓувреме тај фамилија, и ако сакате, да има да се посети. Како предесте у Париз, убаво ли беше? У Париз 10 дена бев, многу убаво и стварно благодарение на Чичо Антонио у булевар Вагрев седев 10 дена, кај овие пријатели, мислим се сниму, и многу убаво помина. Тоа е тој. Еве, простоја при крај на емисија да покажеме и овие ваши благодарници кои сте ги добиле. Ово е од Автомото. Види, ово е од Автомото друштво. Јас цел живот бев се посветен на сообраќај. Еве и друго во признание. Автомото друштво беше и члан тамо, одговорен, мислим, управен одбор бев, заедно со Маки доктор, со сите тие. Да. Бевме и пуно пути, а друго и преко тој обезбедимо да у техничко, и тоа е диплома од републички. И обезбедимо да 4-та година у техничко кад заврши, да добие и возачка дозвола. Ово е од Високоиндустријско педагошка школа у Ријец. Да. Високо, тоа е вториот степен. Искроз за крај, професоре, Уште пројдемо... забрави да допуна, ако може, во Риека, кога работеше во хотел на Крк, Да. и доваѓа Крстич, адвокат. Он враќа се да ме посети. И кај мене беше 10 дана, али една среда, доваѓа и вика, знаеш кога видов? Викам, не знам. Вика, Гоши инженер со жена му Гордана и били зимац. Тука се у синдикални дом на одмор. И ја викам, слушај, вече е среда, имаше музика. Да ги покане, ќе биде наши гости. И направите завод. И сак ми направиме една многу фина, јас организиран центар на хотелот, со цвеќе, со шампањац и така. И напише за гости из Куманова. Значи, рекламирање. Професоре,
Пошто цел живот сте работали у образование, мора да ве прашам, од вашу гледну тачку, воспитно-образован процес вика сте работале у тоа време, поголем дел од живот, е бие сасвим другачи него денеска. Да. У тоа време е некако било у смисол построго, имало хиерархија ученик, учител, ученик, професор. Да. Денеска не свите, али за жал у тој сегмент малку образование не е на тој ниво што е било отпорно. Сек, да кажу нашински, да парапразирам, многу демократија на ученици. Видите, не е само ваша и моја забелешка. Ја дури како директор на училиште и уведемо предмети некои тамо, имаше, например, видите вака, било е многу построго, одредени се предмети, струке, све, не е било штетно, не е било това некој попус или моето дете, вашето дете, туку не, тоа е било се. Да ви кажем искрено, јас како професор предавав на ќерка ми. И сега, кога ги сите спрашувам, и не знае, и кажувам да. И нормално не знае, она и тие, тачка за единица или единица и така на. И ќерка ми налютено. Викам, слушај, јас сам ти дома татко, тамо сам ти професор. Како важи за сите, така важи за тебе. А ти треба повечко да учиш него други, за да нема тој привилегија. И затоа што ако сакаш да уништиш, пушти га детето да ти се успее. И сега у прилог на тоа да сакам да кажам, образовниот систем, тоа е основа на се. Од тука почнуваат и школите, лекари, инженери и све така. Значи, тоа е основна тој база. се поништи тоа. Сега да ви кажем, да се вратим малко. Кога учеше ја во средно училиште, само на факултет може да одат од гимназија. А иначе од стручните училишта само по стручни. Благодарение на Крстев Црвенковски, бидна савезни министар за образование. И он дозволи да имамо и техничка интелигенција од стручните училишта, зошто не идем на Совода да полагал приемни испит. Кој си положи, нека иде. И благодарение ја тоа го искористив, полагал приемни испит и тоа што сум постигнал. Инако би бил едини некој механичар, би останал и така натаму, така да она интелигенција би отишла у аут. А не само ја, него многу други примери. Професоре, на крај последно прашање, во овој прилику да ги поздравиме твои синови и ќерке и твои унуци. Еве, ти имаш сина, ќерку. Да, две ќерке и син. Два ќерке и сине. И колку унука имаш? Па унуци, од сина имам два близнака унуци. Од Олгицу имам исто тамо унуку, две унуке. Едната е веќе сега мажена и имам праунук од најзе и сега е на пут наравно и други. Така да пуно поздрав на нив. Тие истина
помага, например, славивме 68 година златна свадба, така да многу убаво поминавме. Имам едно големо поштување од сите тие дечиња, од сите мои, а и Која и година јас. прависте златна свадба? 2018? 68 у ресторан Кокино. 68, Да. Добро. Кој година сте се замалеви? Молим? Со супруга кој година сте се замале? Па мислам за мамо 68. Пардон, да, 68. Осма златна свадба е била овој 2000 правивме 2018 или тако ќе биде. Да. Да, 2018. Па не, добро, нека ви е среќна и вечна. Благодарам. И поканивме Пуно пријатели, гости имало, куми, и сватоштина и се така. Така да тоа останува една традиција да се Убава успомена, да. успомена. Фала ти, професоре, што беше гост и посекувате еш многу здравје и да се видиме у друго прилику. Благодарам на поканата и така. Толку за денеска поздрав од ресторан Ексклузив. Овој беше јубилеј на 200-та емисија. Све најбоље.